Лесбијко, како не ти е срам, тоа е болест, ти треба да се лечиш. И тоа многу лошо влијае врз мене. Јас од мали години имам кажано на моето семејство, за моето предоба и од секогаш сум имала дискриминација од нив. Јас, кога ги наполнив мои 18 години, заминав од дома, бидејќи не можев да ја трпам таа дискриминација од нив. Јас до пред година дена живеев во населба Пинтија со бујна ми, бујко ми и моите братучеди. Они знаеа за мене, меѓутоа ние не сме имале, никогаш не сме разговарале на таа тема. Се до пред една година, откако мислам до пред да ја запознам Лајка. Најголемата поддршка ја добиваме од мојата мајка, која што и покрај тоа што не е во Македонија, ние секој ден се слушаме со неа и она не поддржува и не охрабрува. Еднаш дури во парк, кога седевме на клупа, нимаат и нападнато, ни довикуваа прво, не пцуја и после еден од нив ме удари по глава. Ние потоа отидовме да пријавиме во полиција, меѓутоа ни кажаа заради тоа што немаме некои големи повреди и не можеа ни да го запишат како физички напад, рекоа не можеме ние да направиме ништо тука и таму заврши приказната. Треба голема промена во образованието, младите деца да се учат за ЛГБТ луѓето, за да знаат дека тоа е нешто нормално, дека ништо не е во ред со тие луѓе. И така така ЛГБТ децата нема да бидат отфрлени од една страна, да се осеќаат отфрлени, од друга страна останатите деца кои ќе пораснат нема да имаат дискриминација кон ЛГБТ луѓето затоа што ќе пораснат знаејќи дека тоа е нешто нормално. Доколку не си прифатен од фамилија, ти мораш да се снаоѓаш сам, како што сум се снаоѓала јас. Тоа е еден многу голем проблем што го имаме. Не секој може да го издржи тоа, меѓутоа би ги охрабрила да пробаат, бидејќи е многу битна работа и многу среќа ќе им донесе во животот да бидат отворени